На денешен ден, на 30 март пред 2 години, Македонија пред собранието го дигна знамето на НАТО и со тоа пред неколку дена пред тој настан, се разбира, бевме официјално примени во таа најголема воено-одбрамбена алијанса во светот, а ние со тоа и со подигнувањето на знамето и официјално станавме рамноправна членка на еден клуб кој што ми се чини дека дури денеска се гледа неговата важност, а за тие аспекти ќе поразговараме со тогашната министерка за одбрана, а сега приватен граѓанин, бидејќи се повлече од политиката, госпожа Радмила Шекеринска, долгогодишен политичар, се разбира, и не само во секторите на одбрана. Добро утро, госпожа Шекеринска. Добро утро. Благодарам на поканата. Ајде една мала реминисценција. Јас констатирам дека денеска се гледа значењето на сето тоа и така натаму, се разбира, ги имам предвид овие сите глобални настани кои што се случуваат, но во Македонија се уште има луѓе кои што велат дека ќе беше подобро да сме неутрални. Сигурно има. Ова е една демократска држава, различни погледи постојат, но ако постоело нешто каде што сме имале најблиску до консензус, кој траел 30 години, тоа било членството во НАТО и членството во Европската унија. И факт е дека имаше еден период кога НАТО остануваше високо на агендата на цели, ама некако многумина мислеа дека овие прашања се веќе пасе, што би рекле. Кој сега тврдеа тогаш, кој сега веќе мисли за безбедност. Дајте да мислиме за економија, за IT и така натаму. За жал, ќе кажам, ова е еден од митовите кои што се сруши дури и пред оваа украинска криза. И сите оние кои што сметаа дека сме ја постигнале историската цел, тогаш кога таа станала помалку важна, се покажа дека не биле во право. И ние можеби сега и после ковид, но особено со војната, гледаме колку е важно да не сте на линиите на поделба, туку да сте дел од алијансата. Она што и се случува на Украина, војната, нападот, инвазијата, немаше да биде возможна доколку Украина беше земја членка на Унијата. Факт е дека и во рамките на НАТО граѓаните сватија дека одбраната не смеете да ја занемарите. Сите тие се митови кои што сега гледаме дека некои ја плаќаат со висока цена. Ајде малку практично за тоа, бидејќи овдека членството во НАТО се дожува повеќе како некаква политичка, да кажам, демаркација и така натаму, а во суштина се работи за една организација која што уште како има практични последици во многу важен сектор, кој потоа се прелева во сите други сектори, а тоа е безбедноста. Што се случи со Македонија во изминатите 2 години, тоа сега можеби да ве прашам, бидејќи вие само неколку месеци не сте министар за одбрана во полето на одбраната. Како изгледа таа интеграција кога ќе дојде до ваква супер опасна точка во која што светот може да биде исправен пред големи непријатности, многу поголеми од ова што се случува во Украина? Еве да почнеме прво надвор од воената опасност која што сега се ја чувствува светот. Значи во периодот од членството или практично од поканата за пристапување кон НАТО, ви почнува сериозен процес на целосно воено интегрирање. Заради тоа што вие за да ја направите вашата одбрамбена структура целосно компатибилна и поврзана со таа во НАТО, ви треба првиот политичката одлука, а тоа е членство во НАТО. Претходно треба да обезбедите реформи, меѓутоа тоа, како би рекла, тоа поврзување може да се случи дури откако сигналот ќе биде испратен. И ние бевме и во сенка на ковид, посочени како држава која ја заврши својата воена интеграција во НАТО за најкус временски период, 19 месеци. И јас прво кога си ги правевме математиките, мислев дека сме субјективни и дека си измислуваме, дека сме многу брзи. Меѓутоа, првата посета од страна на командантот на командата за трансформации, кој што практично го менува НАТО, го реформира НАТО, го потврди тоа. Држава со најкуса, па би рекла и согласно тоа и најефикасна воена интеграција. Што значеше тоа? Тоа значеше дека ние во секој момент ја имаме врската со информациите од НАТО,
Ја имаме, например, врската со сателитските снимки за нашето небо и ги имаме сите наши внатрешни структури прилагодени и поврзани со соодветните НАТО структури. Во овој период ги испративме своите први НАТО офицери во различните команди и она што сега, особено во периодот на развојот на украинската криза беше важно, ги имавме сите информации. И тоа не е неважно, бидејќи ви дава шанса да се прилагодите и ви дава шанса за некои работи и да се подготвите. Се разбира дека кога излегоа и во јавност првите воглавно американски разузнавачки информации дека Русија планира напад врз Украина, имаше многу неверни томи, дури и во НАТО. Се сметаше дека Путин блефира, се смета дека тоа е повеќе војна на нерви и дека не може таа да се трансформира во реална војна. А дури и оние кои што тоа го прифатија, мислеа дека ќе има навистина само ограничени планови, амбиции, кои што ќе се однесуваат на истокот и евентуално на Крим. Се покажа дека НАТО информациите разузнавачки беа информации на кои можеме да се подпреме и како држава и како алијанса. Ова што се случува во Украина го промени светот. Значи, повеќе после оваа епизода, барем од догледните неколку наредни децении, односите на Русија, што и да се случува во Русија, што е нивна внатрешна работа, се разбира, не може да биде бизнес as usual со Европа. Се поместија многу работи и така натаму. Малку луѓе, или да речем, релативно помалку луѓе разбираат дека кога низа западни земји ќе решат да почнат да зголемуваат драстично буџети воени, да почнат да менуваат драстично разноразни долгорочни политики кои што се врзани за енергетики, за тргови, за патни инфраструктури, за железници, така натаму, дека тоа ќе произведе сосема еден нов вид на односи. И можеби тоа е главната стратегиска, има таму многу промашувања, меѓутоа главната стратегиско промашување на Москва што практично не очекуваше дека ова едно итно обединување на Западот ќе произведе вакви долгорочни. Како вие го гледате, да кажем, европскиот свет, ајде да не говориме сега за пошироко, и како американците се дел од европскиот свет. Сега особено. После оваа војна и како тоа ќе се одрази на многу важни земји, на европската безбедност, повиците да се направат европски интервентни единици кои што ќе можат да решават конфликти. Каде се движи Европа понатаму? Денеска да заврши војната во Украина, а тоа нема да се случи. Последиците кои што ќе ги има нападот врз Украина ќе бидат долгосежни и неповратни, барем според мене. И тие нема да се однесуваат исклучиво на одбрамбените сфери, иако многу ќе влијаат на нив. Вие спомнавте промени во односот и во градењето на одбрамбените политики, па и одбрамбените финансии. Да видите дека во рокот, речиси 24 часа, Германија ќе донесе одлука за 2% одвојување на бруто домашен производ за својата одбрана, шокантно изгледа. Тоа се стотици милиарди евра годишно. Тоа е еднократно ги зголемија, ама секоја година тоа зголемување ќе биде многу видливо. За дискусија која што со Америка ја водеа на прилично агресивен начин последниве неколку години. Енергетика. Никогаш веќе Европа нема да дозволи да биде толку многу зависна од земја која што може да го затвори вентилот. Во делот на финансии, во делот на правилата за санкции, во делот на генералната европска безбедносна архитектура. Погледнете што се случи со Советот на Европа. Сите институции кои што биле градени со една идеја на ум, сега се под знак на прашање. И тоа е несомнено и од тоа сите ќе бидат на некој начин поразени, но Русија ќе ја плати најголемата цена. Ако се вратите назад, ќе видите дека Русија, барем според оние кои што ја анализираат, имала неколку цели во напад на Украина. Едно е да не дозволи демократски прозападен развој на Украина, бидејќи се гледаше дека веќе има одредено поинтензивно работење на таа тема. Второ, да го подели Евроатланскиот сојуз, НАТО да го подели. Трето, особено после Авганистан, да ги понижи Соединетите американски држави и четврто и најважно, да ја редефинира европската безбедносна архитектура по своји приоритети. И тие 4 приоритети сакаше со еден удар практично да ги постигне. За жал, на многу од темите го постигна спротивното.
Како е тоа можно да ве прашам? Јас се уште се чудам како е можно една Русија, која што де факто е една од како да кажам, компетентните држави за правење вакви меѓународни екскурзии, ако смеам да кажам под наводници, да во таква крупна погрешна проценка на сите важни теми влезат, значи од безбедносни прашања до меѓународни, енергетски, финансиски, они на сите прашања утна и сега еве таму се кај што се, ако изнекаде ќе одат понатаму. Како е можно таков промашај, такво промашување да се случи? Како велат демократиите, не се безгрешен систем, некојаш се многу фрустрирачки и тие прават грешки. Имаш овие денови подсетување дека ваква грешка во проценки се случувала и на Соединетите Американски држави, се случувала и на некои други искусни, но да ви упаднам само, значи не е во прашање лицемерието. Сите се во меѓународната политика лицемери. Так, не зборувам за војни претходни кои ги водел Запад се разбира дека биле, но вакви крупни промашувања. Видите, проценката на пример за прават паралели со Виетнам околу несоодветното дефинирање која ви е крајната цел. Меѓутоа, демократиите имаат внатрешни инструменти кои после известно време ќе си се само поправат. Ќе биде критикуван лидерот, ќе биде сменет лидерот, ќе има избори и така натаму. Па јас коментирам, погледнете ја критиката што доаѓа од Америка, од институциите американски за изјавите на Бајден, кои се третираат за неумерени, нетактични, тоа во еден дел од светот, па дури и кај нас се доживува како слабост. Да. Ама демократијата, таа своја наводна слабост, уствари ја преведува во своја сила. Кога ти си способен да сослушаш различно мислење, различни проценки, тоа те спречува да направиш грешка. Има една стара изјава на Медведев, ретко се наоѓа вака низ текстовите, кога уште односите помеѓу Русија и Соединетите Американски држави се во убавата фаза, кога речи си 50% или повеќе од 50% од русите ја гледаат Америка како свој потенцијален пријател. И тогаш тој прави, мислам дека од позиција, не сум сигурна дали како председател или премиер, посета на Силикон Вели, со желба да ги направи односите и тие економски во IT секторот посилни. И тогаш во еден од говорите, он спомнува дека е многу опасно кога еден лидер владее многу долго време. И дека руската историја покажува дека тоа многу често завршува или со војни, или со внатрешни судири. Неограничената, како велат, власта корумпира, неограничената власт неограничено корумпира не само во финансиска смисла, во политичка смисла. Проценките се дека Кремлин практично бил и глув и слеп на било какви различни мислења и дека создал култура во која што се вика да шефе. И сега, искрено, во Македонија не мора тоа да го објаснуваме колку е опасно и колку се удира не само против шефовите и тие климачите, туку се удира и против државата. Ќе се вратиме на Македонија, бидејќи се интересни некои од тие паралели. Сакам уште само да ве прашам, бидејќи се разбира дека вие ги следите, а и учествувате во дел од тие процеси. Каква е шансата на либералната демократија после оваа украинска епизода? Бидејќи факт е дека во последните десетина години десницата, па и крајната десница во демократските држави напредуваше. Сега едно панично бегање на сите познати и помалку познати европски десничари од Путин, просто гледаат кои се тркаат, кој повеќе да даде негативна изјава, а историјатите им се преполни со од финансирање до поздравување на тоа што Путин го прави. Е ли ова една пресвртна точка и за реинвентирање известно на либералната демократија, која де факто после 20-30 години мир дојде во една идеолошка криза, ако може така да се каже? Јас се согласувам со оние, како да кажам, по фокусирани на реал политика аналитичари, па и некои од филозофите на меѓународниот поредок, кои велат дека од Вестфалија до денес секој меѓународен поредок повеќе бил безбеден заради обединетоста кон некој непријател, отколку заради блискоста на пријателите. Дека всушност тоа што ги чува системите да бидат силни, се таа нивна не толку солидарност, колку заеднички интерес. Да. Заканата те обединува. И има еден стар
поранешен генерал на советската армија кој што им кажувал 90-тите години, вика, ќе видите, ќе ви направиме најстрашната работа на овој свет, на представниците на НАТО. Ќе ве ослободиме од непријател. А кога нема да имате непријател, не знаете што ќе ви се случува. Знаете како, и минатата година има впечаток дека тој конфликт помеѓу НАТО и Европската Унија е конфликт на суштина мали разлики. Стратешки концепт од една страна, стратешки компас од друга, колку ќе биде Европа самостојна во своите одлуки за безбедност и така натаму. Еден проблем од овој тип, дури и предходниот, оној прв напад врз Украина 2014, и тој ги направи многу, како да кажам, силни, тврдоглави поединци да бидат отворени за разговор и за компромис. Оваа војна ја враќа Америка назад на европскиот континент, нешто што самите американци сака да го променат. Практично нивниот фокус во последните 10 години е повеќе Азија отколку Европа. Ама сега војната во Украина покажа дека без силна поддршка НАТО и Европска Унија, без силна, како да кажам, комплементарност, да за европски трупи, ама не дуплирање со НАТО, туку практично заеднички развој на овие капацитети, дека без таа обединетост и принципите на нашата демократија ќе бидат загрозени. Ова не е идеолошкиот конфликт комунизам и капитализам, но е идеолошки конфликт помеѓу автократии и демократијата. И тука сега комодитетот кој што го има одредени, па и европски лидери, да флертуваат да бидат демократи, ама да флертуваат со автократските идеи и модели, просторот за тоа ќе биде многу помал. Инаку, проблемот на вакви движења, без разлика дали се популисти, националисти, во суштина и либерални, датира уште од крајот на 90-тите години. Уште тогаш се гледа дека да, модерно е сите да се декларираат демократи, но под површината кога ќе гребнете, ќе видите контрола на медиуми, уништување на опозиција, сите чекори кои што ние ги гледавме на дело едни лоши 10 години. Ми правите вовед да се вратиме во Македонија. Македонската јавност, особено етничките македонци, се страшно, како да кажам, од една страна цинични, од друга страна вознемирени. Тоа се рефлектира потоа во перцепциите во јавноста, во кои што се изразува една резерва кон се изразуваат разноразни, како да кажам, поддршки кои што во рационални анализи се распаѓаат, меѓутоа во емотивните настапи се такви какви што се. Прво да ве прашам, како ја оценувате климата во Македонија, во македонската јавност? Ова ве кажувам затоа што за 60 на минути ќе ги имаме и резултатите од пописот, се разбира тоа, какви да се резултатите, повторно ќе предизвика една серија можам да се замислам како тоа на Facebook ќе изгледа и така натаму. Ова е една константна дебата за предавници, за не знам ова, не знам она и така натаму. Како ви се чини, каде се движи македонската јавност, особено овој етнички македонски дел во јавноста? Јас имам повеќе разбирање, можеби, од вас, заради тоа што ги споредувам и некои тенденции во други држави, дека не само македонците, иако се согласувам, повеќе македонците, но генерално македонските граѓани, би рекла, и со право, се чувствуваат помалку изневерени во очекувања кои не си ги создале самите. Ние некогаш сами сме си создавале очекувања и тоа го прави секоја нација. Меѓутоа, еден дел од нашите очекувања биле насадени на здрава почва. Значи, кога ги добивавме изјавите, ако на реформски план имате резултати, доколку го решите проблемот со Грција, доколку направите тоа, Европската Унија ги почнува преговорите. Ние тоа го направивме. Обично за нас балканците се вели дека не може да ни се верува на зборот. Ние останавме на зборот. И тие работи ги испорачавме не за Европска Унија, ги испорачавме за своите граѓани пред се, но како дел од еден поголем пакет. И тој поголем пакет Европската Унија не го испорача. И секогаш кога се случуваат такви изневерени очекувања, иако за емоции и за тој тип на душевни состојби можда не треба премногу место да има во политиката, но политиката, меѓу другото, е и прашање на емоции.
И јас не се чудам. Без разлика дека што тој тип на емоции не ни помагаат. Ама тие се очекувани. Вие ако анализирате што се случува во американската јавност, поларизацијата таму, таа е предизвикана од некои други работи, од зголемена нееднаквост. Сакам да кажам, секогаш, ако не водите сметка за довербата во одреден процес, може да ви се случи удар. Мислам дека како млада и мала нација, која што нема предолга историја на независност, имаме право на емоции. Ама не треба да бидеме жртва на своите емоции. И во вакви моменти треба рационално да постапуваме. Рационално ве прашувам. Доколку во јуни до јуни, јули, не знам кога се оперираме повторно секакви датуми и така натаму, решавање со македонско-бугарското преговарање и така натаму, сепак не испорача конкретен резултат. Има ли Македонија и политичката елита во Македонија право на реконфигурирање, на репозиционирање на перспективите на државата, бидејќи сега сте биле политичар и уште сте политичар де факто, знаете како е, има луѓе кои што на тоа лесно заработуваат поени. Ја гледаме македонската десница како комотно се сместува во едно подрачје во јавноста кое што е полно со емоции, разочараности, цинизам и така натаму. И сега и луѓе кои треба да излезат на политички надпревар размислуваат, чекај сега, ние само да бидеме рационални, а да изгубиме емотивно. Сакам да кажам, имаме простор за редефинирање на нашите проевропски перспективи? Јас мислам дека имаме обврска да ја збогатуваме таа агента. Што значи тоа? Тоа значи дека ако немаме никаква шанса, најава дека нешто во тој процес и таа динамика може да се забрза, треба да имаме планови кои што ќе имаат истата цел, ама ќе имаат некаков различно темпо на чекорите. И тоа ќе ни даде не шанса, сега обврска на некој начин, да за некои работи бидеме многу брзи, за некои работи бидеме побавни. Тоа ќе ни даде обврска да побараме некои други теми да се отворат и да се решат од страна на Европската Унија. Например, јас мислам дека навистина прашањето на користење на европските пари врзано со сегашниот критичен момент можеме да го отвориме. И тоа не како сами, како Македонија, туку да го отвориме заедно и со другите земји. Оти видите, бугарското вето е причината зашто ние не сме ги почнале преговорите. Но генерално процесот на проширување е забавен. А и претходно не беше многу брз. Ние на конференцијата на која што заедно учествувавме се подсетивме дека и во 2005 кога станавме земја кандидат, отпорите беа големи. После 2 неуспешни референдума во Франција и во Холандија, па не беше најпопуларна тема да се зборува за проширување. И едноставно таков е амбиентот. Луѓето и во Европа стануваат позатворени, посебични, економските кризи таму некогаш предизвикуваат проблеми. Значи, целта е да видиме да го извлечеме максимумот од процесот. Најголемиот дел од реформи кои што се дел од европското портфолио се прилично барани и од страна на нашите граѓани. Можеме по сите тие прашања да бидеме побрзи. Владење на право. Мислите дека некој европски комесар ќе се загрижи повеќе за владењето на правото од вас или од мене? Нема. Оти ние живееме со последиците на добро или лошо владење на правото. Така што јас сметам дека не треба да се пропушти оваа шанса, што постои некој интерес од страна на владата на Бугарија. Но не да живееме на 6-месечни рати. Не да чекаме секогаш јуни или декември и повторно да се разочаруваме. Оти кога имате вие разочарување како главна емоција во општеството, тоа никогаш не води на добро. Десница ли, екстремна левица ли, ќе предизвика политички последици кои после многу тешко се лечат. Госпожо Шекеринска, разговараме 20 на минути, мораме да завршуваме, се разбира, бидејќи влеговме и во просторот за вестите. Нема да ве прашам за ваша оценка за што ви се случило партијата. Ти знаете како е во новинарството. Тој одговор што ќе го дадете од 3 реченици ќе биде веста на денот. Ова се друго што разговаравме ќе биде, оставам да тоа го поразговараме во некоја наредна прилика. Не ве прашувам ни за други актуелни политички прашања во Македонија, бидејќи сакав да поразговараме за овој сепак еден значаен
критичен датум, а тоа е 2 години од нашето влегување во НАТО и како тоа всушност се одразува врз целокупниот амбиент и европски, регионален, македонски. Само една реченица. И политички, и економски, финансиски во делот на достапни средства, ние ќе имавме целосно различна ситуација, се уште да беше отворено прашањето на нашето НАТО членство. Во НАТО апетитот за нови членови ќе беше уште помал, банките ќе беа загрижени, инвеститорите ќе беа загрижени, граѓаните да не зборува. Тоа не го разбираат големи делови од јавноста, дека тој вид на стабилизација се прелива во сите сектори, а не само во секторот на одбрана и така натаму. Тоа 2 месеци Оти обично кој ќе кажа што имаме ние од тоа, луѓето не ги разбираат овие димензии. 2 месеци после поканата, ние веќе имавме зголемување на кредитниот рейтинг. И беше пишано зошто е зголемувањето. Членството во НАТО. Очекуваниот почеток на преговори за ЕУ исто така го спомнува. Пониски каматни стапки за државата. Поголем интерес на инвеститорите. Она што предизвика војната во Украина, а и претходната криза врзана со пандемијата, е селење на капиталот. Многу од европската индустрија сака е производството да го донесе поблиску до дома. Каде ќе го носи? Во држава членка на НАТО, која што е дел од заедничкото одлучување, носи заедно одлуки, верува во исти вредности, или повторно ќе го стават во земји кај што не се знае на кој пат ќе го фатат. Тоа се сите тие продукти на НАТО членството кои ги сметавме за загарантирани, ама сега мислам дека сите оние кои што се разумни, рационални, гледаат дека било во последен момент, оние во 5 до 12 или во 91 минута, успеавме оваа држава да ја направиме посигурно место. Сакате да кажете, очекувате да се отвори Макдоналдс во Скопје, откако се затворија во Москва, оти сега ние Макдоналдс уште го немаме ние си го имавме пред НАТО членство, ама после тоа работите не се добиени еднаш за секогаш. Се бранат постојано. Радмила Шекеринска, благодарам за утринско брифирање, поредешната министерка за одбрана, а и во разни други ресори. Се обидовме да направиме една кратка анализа за она што се важните рефлексии од овие драматични историски настани кои што се врзани со европскиот континент и неговата дестабилизација војна прв пат после Втората светска војна во вакво количество и со вакви закани кои што де факто ја вовлекоа целата европска јавност, Унија и пошироко НАТО во сите овие настани.